radува, поди по овца загубена, додека не ја најде, додека не се спаси душата. И небото се радува кога сме заедно со грешник што се покаја во Царството небесно. И небото се радува кога сме заедно со душа што се прибира во Царството небесно. Мир вам, Отче мој кој си на небесата, зборувај денеска низ мене, употреби ме за Твоја слава. Ти благодарам што ме држиш здрав и исправен, што ме учиш да љубам како Исус во срцето, што ме научи како да простувам, да се покајам, да ги љубам сите. Господе Исусе Христе, и денеска ја прославувам Твојата победа над смртта и сатаната, над демоните, болките, болестите и страдањата во мојот живот и во овие живи слова, што ќе ги допрат сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Римјаните 8 глава, а се однесува апостол Павле на сите нас, и на мавровците, и на скопјаните, и на сите заедници по светот. И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос. За оние кои се во Исус Христос. Тоа не е само умствено, туку е со сето срце, со сета душа, со сиот разум. И живеат не по телото, туку по духот. Ете, тоа е суштината, како да живееш по духот, а не по телото. И тие само го декларираат, разговараат, цитираат, а не разбираат, зашто законот на духот е тој што дава живот. Духот е тој што оживува во Христос Исус, и тој ме ослободува од законот на смртта, на гревот и на смртта. Слава ти, Господи Исусе Христе, она што законот не можеш да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, и луѓето немаат доволно сила да љубат, да се променат. Значи, го изврши Бог, Отецот наш, го испрати својот Син Исус во тело, подобно на телото на гревот, за да ни покаже како се станува Син Божи и како жртва за гревот. Значи, наплата за гревот е смрт, тој плати за сите. И ние тоа не можеме да разбереме, тие верат по благодат сме спасени, точно е. Но сега треба да живееме како Исус. Сега треба да ја живееме љубовта. Тој го осуди гревот во телото, плати за него, за да се исполни заповедта на законот во нас и во мене и во тебе кои живееме не по телото. Не по телото, по духот. Тоа значи духот да те води, не ти што сакаш да правиш. Не твоите желби, нека биде волјата твоја, татко мој, зашто оние кои живеат по тело, копнеат за телесното, си го сакаат овој свет, децата, жената, своите, другите не ги сакаат. Својот имот, својата кариера. Слава ти, Господи Исусе Христе. Копнеат за телесното, а кои живеат по духот за духовното. А духовното е Царството Божјо. Сакаш да си заминеш горе. Работиш за Царството Божјо. Повторно воспоставуваш роднинска врска со Исус Христос и со Отецот Небесен. Копнежот на телото е смрт. Копнежот на духот е дух и живот. Живот и мир. Мир, нема мир за грешниците. Копнежот на телото е непријателство против Бога. Тој не му се подредува на законот Божи, затоа што не може и нема сила. И не можеш да простиш. Сакаш да го навредиш тој што ти вратил. Да што ти навредил, да му вратиш со иста мера, да влезеш во осудување, да влезеш во сатанскиот круг на омразата. И немаш доволно сила, бидејќи Исус не живее во твоето срце и ти не си по духот. Значи, копнежот на телото му се подредува, а тој не му се подредува на законот Божји, затоа што не може и нема сила, а оние кои живеат по телото не можат да му се допаднат на Бога. Ти си живееш како што сакаш. Вие живеете не по тело, туку по дух. Само тогаш, ако Духот Божји
живее во вас. Ето тоа е христијанство. Духот Божи да живее во тебе. Па како па? Треба да се оставиш стариот човек, да се испразниш од стариот човек, сето тоа што излага од срцето твое, што е нељубов, и да се исполниш со љубов, и тогаш да бидеш сад што се прелева, да имаш во изобилие, и жива река да тече од твојата утроба. Оние кои живеат, вие живеете не по тело, туку по дух, само тогаш ако Духот Божи живее во вас. Исус треба да живее во тебе. Ако пак некој нема дух Христов, тој не е Христов. И сега ние имаме и заедници кои немаат дух Христов. Тие се занимаваат со нешто друго, со обреди, со цитирање, со доктринарни правила, со канони, со богородично христијанство, со светци, со одредени деноминации кои пред 400 години настанале правилата на однесување и се уште ги пренесуваат, значи учат од човек наместо Духот Божји. Ако пак Христос е во вас, Христос треба да е во тебе. Телото е мртво за грев. И тоа е тој процес, да умреш ти стариот, Исус да живее во тебе. Духот живее поради праведноста и ти тогаш си оправдан ако живееш по Духот и ако комплетно му припаѓаш на Исус. Но ако Духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите живее во вас, тогаш оној кој го воскресна, мојот татко, Христос од мртвите, ќе ги оживотвори и вашите смртни тела. Преку својот Дух кој живее во вас. Духот да живее во тебе. Како? Татко мој, погрешив пред тебе и пред Него. Дојди во моето срце и помогни ми. Стануваш слабојане. Татко мој, Исусе, води ми и денеска што да направам денес за тебе. Се што доаѓа, не реагираш сам. Исусе, како? Исусе, помогни ми. Затоа, браќа, ние не сме му должници на телото, за да живееме по телото. Бидејќи ако живеете по телото, тоа ви е јасно, на сите ќе умрете, но ако преку Духот ги умртвувате делата на телото, ќе бидете живи. Па тоа значи, не можам да го сакам овој човек, не можам да му простам, помогни ми. Знаете, ми се вртеа некои мисли, имав некои состојби. Се повторува еден греф, знаете, она сатанско, ги врти студентите да пишуваат против професорите. Зборувам сега вака. Параболично. И сега те повторува тоа еднаш, пак се повторува. И мислам, јас простувам, веднаш простив. Бев на еден состанок, им кажав некои работи во Духот и потоа простив, ги благословив. Но сепак таа мисла останува и сега се работам нешто тука во Маврово. И ми врти мислата, знам дека треба да избркам. И не викам, не велам Исус избркај мислата и се удрив по прстот со чеканот. И престана мислата. Ете, тоа е алармот во телото. Те сакам, Господи Исусе Христе. Престани да мислиш нешто, дај му ги мислите, сите гревови, сите грижи ги предавам на крстот Исусов. Сите оние што се управуваат под Духот Божји се синови Божји. И сега престанав да мислам на тоа. Веднаш простив се занимавам со друга работа. Не по телото, по Духот. Сите оние, Син Божји е оној кој го води Духот Божји. Зашто вие не примивте дух на робство, на грев, за да бидете во страв. Туку го примивте духот на посинувањето. Дух на посинување. Преку кога вериме Ава Оче, преку Духот стануваме синови Божји. Се враќаме во кај нашиот татко, со кој сме биле, значи мир со Бог. И велиме татко мој, Ава Оче. И ние сега не велиме Господе, Господе, велиме Оче, татко, татко. Самиот Дух му сведочи на нашиот дух. Самиот дух дека ние сме чеда Божји. Мојот татко е семокниот Бог. Он создал се, јас не се грижам за ништо. Тој ќе ми даде сила, нема да дозволи. Било што да се случува, јас му верувам. Како што Исус рече, чашата е горка. Чашата е горка. Но зарем да не ја испијам чашата што ми ја дал мојот Отец. Тој знае што е најдобро за мене. Некогаш пиете како деца горки лекови. Знаете, пиевме рицинус. Те сакам, Исусе. А ако сме пак чеда, ние сме и наследници на семокниот Бог. И со наследници Христови. Но само ако со Него страдаме, да со Него и да се прославиме. Тоа значи кога ќе дојде лошото да речеме нема Бог, зошто вака ми правиш? Мрмориш како израелците во пустината и ќе изгинеш. По зборовите ќе бидете оправдани. Христов слуга, сотрудник, сонаследник, Син Божји треба добро да знае
дека во зборовите што ги зборуваш и ги мислиш има живот и смрт. Затоа ме удри со чеканото. Оти мислев тоа што не треба. Требаше да ги оставам тие мисли. На тие ги простив, но мислите ми останаа. Мислите, те сакаме, Господи Исусе Христе, да го задржиш Исус во мислите. Има еден стих. Слава ти се, претходно го читавме. Зашто мислам дека страдањата во сегашно време, било што да ти се случува, не се ништо спрема славата која треба да се открие во нас. По краткото страдање да не усоврши. И секое создание, се на земјата е создание, го очекува откривањето на синовите Божии. Земјата е создание, падната, зашто созданието не и се покори. Доброволно, таа е принудена да служи, падната е. Туку по волјата на оној кој го покори со надеж, дека и самото создание, како што вели се што е на земјата е подложено на спасение, ќе се ослободи од робството на распадливоста. При славното ослободување на чедата Божи, кога еден по еден сите, еден ден и последната овца, тој оди за загубената овца додека не ја најде. Слава ти Господи Исусе, зашто знаеме дека целото создание заедно со нас стенка како во породилни малки. Тој сака сите да се спасат. И не само тоа, туку и ние самите кои ги имавме првините во духот, воздивнуваме во себе. Дали воздивнуваш? Очекувајќи мирни во името на Исус, посинување и откупување на нашето тело. И Исус е вознесен со телото. Тој го прочисти телото, зашто со таа надеж бевме спасени. Ние ги оставаме телата во земјата. Мирни во името на Исус да не сте писнале. Зашто со таа надеж бевме спасени. Има два песои доле се играат. А надежта што се гледа не е вистинска надеж. Зашто кој би се надевал на тоа што го гледа? Тој го знае веќе тоа. Кога се надеваме на она што не го гледаме. Блажени се оние што не видоа, поверуваа. Со нетрпение го очекуваме. Исто така и Духот не подкрепува во нашата немоќ. Духот ти дава сила. Ти немаш сила, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме. Милост сакам, а не жртва. И ние сега имаме една заедница, се вклучија 9-10 глуви лица на минатата средба. И знаете, ние што слушаме бевме допрени. Како тие луѓе, Марија ги преведуваше нивните молитви, тие се на една група на Виберни и на друга, и се допрени од искреност со која тие се молеа. Знаете, едноставно те собори тоа. Знаете, тие зборуваат, тие не гледаат, воопшто не слушаат. Пазите, и сега одеднаш словото. Слезе Духот, имаше силен наплив. Слава ти Исусе. Духот зборуваше. Сте сакам, Господи Исусе Христе. Духот не подкрепува во нашата немоќ, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме. И тие се молеа така, едноставно те допира тоа. Те отвора во Исуса. Па сепак Духот сам посредува за нас со неискажливо воздивнување. А оној кој ги истражувал срцата, мисли, Господ треба да се љуби не на лице, туку на срце. Знае каква е мислата на Духот. Духот ти кажува, не ти што сакаш. Исус вели, не зборувам јас, туку Отецот зборува низ мене. Така да, кога ние ќе зборуваме, кога ќе ве приведат, не грижете се како или што ќе зборуваат. Духот на нашиот Отец ќе зборува низ вас. Слава ти, Господи Исусе Христе. Бидејќи тој по волјата на Бога посредува за светиите. Духот посредува. Значи, Духот зборува и не учи сите нас. Како што кога зборуваме, кога слегува слово, тој не учи. Од него учиме. Не од луѓе, не од доктрини. А знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по негова волја, се им содействува за добро. И ти си задоволен ако имаш да јадеш, да пиеш. Ти си задоволен. Јас сум среќен што Исус, што знам за Исус, што секој ден одам се понапред, не сум совршен, но се усовршувам во љубовта, што ми дава сила да надвладеам, што ги исчистува сите телесни болки, што ми дава аларм кога грешам. Те сакам, Исусе. Те сакам, Исусе. Зашто оние кои однапред ги позна, нив и ги предопредели, ги позна Господ своите, да бидат сообразни со неговиот лик, со ликот на неговиот син, кој е првороден меѓу многуте браќа. А оние што ги предопредели,
тие ги повика. Значи ние зборуваме на оној што е пратен. Кој ги повика, тие ги оправда. Кој ги оправда, тие ги прослави. Тоа значи комплетно претопување во Исусовиот дух. Те сакам, Господи Исусе Христе. Комплетно. Аврам му поверува на Бога. Што да речеме пак на ова? Ако е Бог со нас, кој е тогаш против нас? Ако Бог е со нас, кој ќе е против нас, се можеме со Христа, оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за нас. За нас сите, зарем нема да ни подари се мое твое. Кој ќе ги обвини избраниците Божи? Бог е тој кој ги обвинува. Мене ме обвинуваат. Знаете, од време на време. Јас само ги благословувам веднаш. Кој е тој што ќе суди? Кој си ти што судиш? Тук слуга има еден стих. Христос Исус кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас во сила. Кој ќе не одвои од љубовта кон Христос? Ако ти вистински го љубиш, никој. Неволјата, маката, прогонот, гладот, голотијата или погибелта или мечот, нема ништо да ме одвои. Како што е напишано заради тебе, секогаш не убиваат. Само тебе ти се поклонувам, само тебе ти верувам, моето срце тебе ти припаѓа, те љубам Христе Боже до века, мој Исусе, мој Господе, ете ги песните што слегуваат. Заради тебе секогаш не убиваат, не сметаат како овци за клање. Тие убиваат со степенот на својата нељубов, посебно луѓе со кои работиш. И повторуваат исти греови. Знаете, кој ќе им кажеш, јас му припаѓам на Исус, ке имате проблем со тоа. И веднаш ги благословуваш. Но во сето тоа стануваме повеќе од победници, негови деца. Оној кој не возлюби, зашто сигурно знам, ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак било што, било кое друго создание нема да може да ме оддели од Исуса Христа, од љубовта Божја на мојот татко, кој го љубам и останувам во него. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, Христосе, те сакаме, Исусе. Духовен и телесен свет, небесен и земен. Имате чувство на тежина на земјата и чувство на лестина кога сте во дух. Брате и пријателе, дали си сонувал дека паѓаш и дека леташ? Сонувам дека летам и не сакам да се разбудам. Кои сме ние? Има духовен и материјален свет. Нашиот татко е наречен Отец на духовите. Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага. Преку духот ја примаме љубовта во нашите срца. Пишано е расплантен дух. Оган на љубовта, пламенен дух, огнено езеро. Таму одиме сите. Златото се прочистува низ оган. Испитувајте ги духовите, се вели. Мирни во името на Исус. Духот на мојот Отец е љубов. Другото се што не е љубов. Сиот дух е долг список на смртта. Се вели по дух, а не по буква. Духовно обрезание во срцето. Телесните обреди ништо не велат. И тие го проучуваат Словото. Мислат ке им даде живот вечен, а не доаѓаат кај Исус да им даде живот вечен. Се вели телесниот човек не го разбира духовното. Зборовите што ви ги кажав, вели Исус, се дух и живот. Каде завршува телесното? Паднатото, земното, сатанското, а почнува духовното. Тоа е прашањето. Во тебе се вели го создаде човекот од прав земна и му дувна во душата дух животен. И човекот стана жива душа. Ти си жива душа. Ти со вдахнат дух на Отецот кој е љубов. И имаш право на избор. Дали си телесен, роб на гревот и немаш љубов, недостаток на љубов кон се.
Дали ќе останеш тоа? Се вели тело телесно, природно, земно и тело духовно. На земјата е паднат сатаната и има малку време. Ќе погледне во огледало и веднаш заборава каков си. На крстот, земјата е падната. Имаш време на милост на земјата, да си го познаеш времето, да го оставиш сатанскиот дел од себе си и да го примиш духовниот Исусовиот. На крстот се оставаш телесниот ти. Се распнуваш, се крштеваш во смртта. Римјаните 1:6 и живееш нов живот. Богороден, новороден, духовен Исусов, му се даваме на Исус во собственост и владење. Син Божји е оној кој го води Духот Божји, неговата волја, не твојата, да се научиме да љубиме. Затоа сме паднати во тело на земјата, паднати. Исус ни вели стани и оди, станете да си одиме од овде. А вие сте се фатиле овде. Имаме движење во тело, човек и животно. Имаме движење во себе, протони и неутрони во материјалниот свет и имаме духовно движење во Духот Божји. Духовно, тоа е што треба да научиме. Духот е тој што оживува, телото ништо не помага. Телото е од земја и го оставаме во земја. Сите сте биле на погреби, кога се представуваме пред Отецот. Ако е наше телото, зашто го оставаме? Да се зборуваме за тело духовно. Тело духовно. Голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме. Со нас останува само зреењето во љубовта. Колку љубов сме имале, сме примиле. Бог е љубов, мојот татко. Не е тоа чувство, тоа е суштина. И природа. И видите, љубовта е вечна. Љубовта никогаш не престанува. Дух на љубовта треба да примиш. Тоа е тесниот пат, премин од телесен во духовен, од тело во дух, од живот во смрт, од смрт во живот. Од себе кон Исус. Од себе си кон Исус. Тесниот пат е од тело кон дух, од себе кон Исус. Прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, ја избирам љубовта. Живеам љубов, го избирам Исуса. Летај, духу мој, летај, Царството Божјо е во мене и во тебе внатре. За секогаш љубов. За секогаш Исус. Ја избирам љубовта. Избирам да живеам љубов. Исус ми дава сила се да победам во љубов, да останам во љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Ако те боли нешто, стави ја раката на болката, каде што те боли на телото. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Им простувам на сите, се покајувам за секој грев, никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја, дојди во моето срце и помогни ми. Амин до Божјо Царство Небесно. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос заповедувам да излезе од моето тело и душа, од мојата земја, од мојата заедница, од Исусовата земја Македонија, сатаната. Бегај од Македонија, сатано, и не враќај се повеќе во името Исусово. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Се небеса за загубената овца, беше мртов, а оживен, загубен, а го најдов. Радувајте се небеса за спасената душа, добриот пастир мирна, овца не остава. Се радува кога сме заедно со грешник што се покајал од Царството Небесно, и небото
što